Со хуманитарен настан во ресторанот Македонска куќа во Скопје, на која ќе може да се пробаат многу традиционални специјалитети и со учество на познати личности, првата детска амбасада во светот Меѓаши ќе собира пари за своите активности. Со оваа вест го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте на. Голем интерес за запишување во средното училиште Илинден. Силниот град направи големи штети во дел од општина Газибаба. Трговците со поддршка за законските измени за следење на готовинскиот промет. Општините Карпош и Центар предводници во ерата на гасификација. Во првиот уписен рок кој започна денеска има голем интерес за запишување на ученици во првото средно стручно училиште Илинден во општина Илинден, во кое за прв пат се воведува средно образование. Во ова училиште ќе бидат запишани 68 ученици во две паралелки. 34 за електротехничар за електроника и телекомуникации и 34 ученици за електроничар за компјутерска техника и автоматика. Голем интерес од страна на учениците за запишување во средното стручно училиште Илинден, во кое за прв пат од септември ќе започне да се одржува настава за средношколци. Полуматурантите денеска и утре ќе се запишуваат во две паралелки за електротехничка струка во учебната 2013-2014 година. Согласно конкурсот за запишување на учениците во јавните средни училишта за учебната 2013-2014 година, издаден од Министерството за образование, во средното училиште Илинден ќе се запишат 68 ученици за електротехничка струка. Од нив половина ќе може да се запишат во паралелката за електротехничар за електроника и телекомуникации и 34 ученици за електроничар за компјутерска техника и автоматика. Изборот на насоките што ќе се реализираат во новото средно училиште е резултат на успешната соработка на локалната самоуправа и бизнис секторот во општината. После 4 годишно образование, училиштето треба да произведе квалитетни кадри кои што ќе можат веднаш да влезат во процесот на производство. Насоките се дефинирани во соработка со Министерството за образование и со бизнис секторот, кадри кои што се неопходно потребни и дефицитарни во овој момент на пазарот на трудот. Затоа сум убеден дека со завршување на средното образование покрај добивање на нови кадри ќе се намали и невработеноста, затоа што младите кадри веднаш ќе можат да влезат на работните задачи како стручнооспособени и тоа е таа генерација на најмлади луѓе пак кои што од друг аспект се и застапени со најголем процент на невработеност. Уште во раните утренски часови голем беше интересот за двете нови паралелки. Во текот на денешниот ден пријавени се околу 70 ученици, а уписот продолжува и утре од 8 до 14 часот. Учениците велат дека изборот го направиле тука бидејќи информатиката им е умилен предмет и близината до местото на живење, нема да патуваат до другите населби, ќе заштедат на време, а нивните родители ќе заштедат на финансиски средства. Јас би сакал да се запишам во училиште бидејќи е многу блиску до мојот дом, нема да патувам толку далеку со автобуси, дали кога било топло, дали кога е ладно, зимно време кој има многу снег. Бидејќи многу сакам струката, информатика. И тоа што е блиску училиштето и затоа што сакам оваа струка што е тука информатика. Програмирањето ме интересира. По сеопфатната анализа за потребите од соодветни кадри за стопанството во општината произлезе изборот на средното училиште кое ќе профилира кадри кои што веднаш по завршувањето ќе бидат оспособени да се вклучат во производствените процеси. Оваа практика од поодамна позната во светот за прв пат во нашата земја се применува токму во општина Илинден, благодарејќи пред се на добрата соработка на локалната самоуправа со бизнис заедницата. Силниот ветер, дождот, како и големите топки град направија големи штети на посевите со земјоделски и градинарски култури. Скршени дрвја, како и разоткриени куќи. Најголеми штети има направено во селата Смилковци и Црешево, како и дел од селото Виниче. Во текот на денешниот ден, градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски изврши увид на самото место. Андријана Димитриевска.
Силното невреме кое го зафати синоќа и Скопје направи големи штети во селата Смилковци, Страчинци, Црешево, дел од селото Виниче, како и дел од Стајковци. Силниот ветер, дождот, како и големите топки град направија големи штети на посевите во земјоделството, градинарските култури, скршени дрвја, разоткриени куќи, уништени автомобили. Екипата на МТМ телевизија направи увид на самото место и забележа катастрофална слика. Мештаните велат дека такво невреме досега во последните 40 години немало. На лице место направи увид и градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски и како што изјави, тој вели дека е направена голема штета на земјоделците од околу 70 до 80% од земјоделските посеви во тој крај е уништен. Значи во текот на вчерашниот ден со невреме беше зафатена и дел од територијата на општина Газибаба. Тоа се селата Смилковци, Црешево, дел од Виниче, Страчинци и дел од Стајковци. Јас денеска направив увид на лице место и навистина тоа што го видов може да се заклучи дека направена голема штета на земјоделците. Некаде преку 70% од земјоделските посеви на тој крај е уништен. Општина Газибаба ќе преземе мерки уште во текот на утрешниот ден, свикана е итна седница на Советот за формирање на комисија во соработка со подрачната единица на Министерството за земјоделие. Комисијата ќе има обврска да направи проценка на штетата и таа проценка да ја доставиме до комисијата која што е формирана од страната на владата. Населението на ова населено место главно се занимава со земјоделство и како што велат тие екзистираат од посевите и градинарските култури кои ги одгледуваат во текот на годината. Таква сила до сега не е видено, значи не памтат луѓето 40 години дека такво невреме да е фатено, значи штетата е 100%. Све е уништено, нема од родот ништо. Дури одсечени сме со струјата, има неколку бандари падната тука. Моментално сум уништен 100%. Не сме собрани тука да се оплакуваме или да се заблагодариме на Бога што истина ни направи ваква штета, што немилосрдно не уништи, него се собраме тука да дадеме еден апел, една молба до државата, до владата, до министерствата, кои се моќни, кои се надлежни, барем на овој народ што тука екзистира. Минимално ја мислам дека само штетата што ми е на најлоните и на железата ми е 5000 евра. А башка родот, што е уништен, башка јачменот, негде околу 2 тона, јачмен ми е уништен. Па види, осигурителните компании бараат многу средства, а ние не сме во толкова можност да издвоиме средства за осигурување. Али не знам, ќе размислиме можда понатаму, ќе мораме и на таа тема да размислуваме и да работиме на тоа. И би ги молел, ако може, градообидните топчиња, што постоеа во Раштак и во Виниче, ако може барем едно да се активира, затоа што оваа штета овде е огромна. Една ракета ќе заштетише можеби од 200-300 илјади евра што е настаната моментов. Скоро 70 до 80% од земјоделските посеви на лубеници, пипер, патлиџани, житни растенија, тутун се уништени. Во населба Ченто е уништен цел покрив од 300 метри квадратни и 2 куќи се поплавени, а во Стајковци е настанат проблем со електричната инсталација. Општина Газибаба закажа итна седница на Советот за формирање комисија за проценка на штетата, во соработка со подрачната единица на Министерството за земјоделие. Градоначалникот апелираше до жителите во иднина да ги осигураат посевите и земјоделските површини, за да може да им се надоместат штетите и нагласи дека општината ќе ги превземе сите мерки кои се во нејзина надлежност, за да им помогне на жителите кои претрпеа штета од невремето. Општина Бутел утре ќе ја одржи 8-та манифестација спомени за Борис Трајковски 2013. Станува збор за манифестација со која ќе се одбележи 57 годишнината од раѓањето на трагично загинатиот втор председател на Република Македонија Борис Трајковски. Во 10 часот во алејата на великаните на градските гробишта Бутел ќе се положи свежо цвеќе. Веднаш потоа ќе бидат разлетени 57 гулаби во чест на 57 години на председателот. Во 11 часот во големата сала на општина Бутел ќе се одржи пригодна свеченост на која премиерно ќе бидат прочитани поетските авторски творби на учениците од основните училишта, посветени на председателот, но и на татковината Македонија. На годинишнава манифестација со свој омаш о споменик ќе настапи големиот почитувач на председателот и негов пријател Исмет Рамадани.
Големите трговци пред се маркетите дадоа целосна поддршка на измените на законот за регистрирање на готовински плаќања на денешната пресконференција. Со измените се уредува воведувањето на фискален систем на опрема, со што ќе се влијае на подобрување на фискалната дисциплина кај деношните обврзници, односно пропишување на правен основ со кој ќе се овозможи електронска комуникација на деловните објекти со УЈП и следење на прометот во реално време преку интегрирани автоматски системи на управување. Томислав Атанасовски. Законските измени според кои од 1 јули 2014 година обврзно ќе биде користењето фискален систем на опрема за регистрирање готовински плаќања, што значително ќе намали нелојалната конкуренција, доби голема поддршка од големите трговски друштва. Сепак, овие трговци бараат одговор од Министерството за финансии дали и колку ќе може да се употребуваат веќе вградените софтверски решенија за следење на прометот, што би било во функција на намалување на работните трошоци, како и соодветна помош од софтверските компании со цел обезбедување еден GPRS систем за повеќето фискални каси во продажните објекти. Целосно го поддржуваме законот, бидејќи со оглед на тоа функционира во неколку земји од Европска унија и поточно и во нашето опкружување, а заштита од нелојална конкуренција, дадовме целосна поддршка со тоа што неколку иницијативи произлегува од Сдруженијето на трговци кои што беа презентирани пред Управата за јавни приходи, Министерството за економија и Министерството за финансии, а беа во поглед на тоа што бидејќи пред 6-7 години се донесе еден закон за купувајте македонски производи, ние веќе големите трговци уградивме софтвер да генерално ги олесниме трошоците како би можело да се искористи тој стар софтвер. Тоа беше првата иницијатива. Втората, во контекст на тоа, бидејќи беше презентирано на секоја фискална каса, треба да се угради по еден GPRS уред, испративме иницијатива преку Управата за јавни приходи и софтверските компании кои што тоа ќе го имплементираат, да се постави еден GPRS уред на локалните сервери во продажните објекти, бидејќи големите трговци и локалните key акаунти и key акаунтите во Македонија во еден маркет имаат 6-7 каси, а сите тие се поврзани со локален сервер. Така што со еден GPRS уред би се контролирало цело готовинско плаќање. И третата иницијатива беше тоа што ние како здружение стоиме целосно на располагање на Министерството за финансии и економија за да помогнеме со цел овој закон да биде што подобро имплементиран и завршен. Измените на Законот за регистрирање готовински плаќања предвидуваат даночните обврзници чиј промет предходната година надминал 10 милиони денари да воведат фискален систем до 31 март 2014 година, а останатите до 30 јуни 2014 година. Нивната примена ќе создаде услови за потребната фискална дисциплина што би било во функција на надминување на нелојалната конкуренција на пазарот. Со законот се пропишува и содржината на фискалната сметка и изгледот на фискалното лого, сонце и пораките да купуваме македонски производи за наше добро и Made in Macedоnia, што би биле во функција на стимулирање на потрошувачката на домашни производи, на зголемувањето на свеста на граѓаните за нивната значајност и влијание врз зголемувањето на домашното производство и поттикнување на вработеноста. Во врска со одредбите кои се однесуваат на купувањето домашни производи за поголем ефект, трговците сугерираат упатувањето и рекламата да се прават непосредно на самите пунктови, тезги и гондоли. Општина Карпош започна со реализација на проектот за гасификација, а Центар веќе овозможи едно основно училиште да се приклучи на гасификација. Од Општина Бутел информираат дека во текот на мандатот на градоначалникот Петре Латиновски ќе се гасифицираат и училиштата во Бутел. Повеќе детали околу оваа тема од прилогот на Елизабета Дамјановска. Гасификацијата на општините, која беше главен адут на неодамнешните локални избори, почна да дава резултати, со распишување на јавен оглас за изработка на проектна документација за секундарна и терцијална гасна мрежа. Локалната власт од Карпош започна со реализација на проектот за гасификација на територијата на општината. Од општината ги повикуваат домашните и странските компании да доставуваат понуди за изработка на неопходната документација, врз чија што основа ќе се вршат приклучоците за газ на домакинствата и на стопанските субјекти.
Според првичните планови на општина Карпош, со проектот ќе се изградат 3 мерни станици за газ, кои ќе бидат поврзани со гасоводниот прстен на Скопје. Една гасоводна линија ќе минува долж булеварот Теодосиј Гологанов, населбите Козле и Нерези. Втората линија ќе биде во населбата Тафталиџе 1, а третата ќе се изведе помеѓу населбите Карпош 1 и Карпош 4. За остварување на ваквата идеја, заинтересираните компании треба да ги достават своите понуди до денеска. Со гасификацијата на општина Карпош ќе раководи предпријатието Каргас, додека дистрибуцијата на гасот ќе ја врши државната компанија Гама. Снабдувачите со газ до крајните корисници ќе бидат избрани по пат на тендер. Гасот најпрвен ќе протече до големите потрошувачи, а во втората фаза е предвидено да се приклучат и стамбените згради. Покрај Карпош и општина Центар се приклучи кон проектот за гасификација. Оттаму информираат дека општина Центар е инвеститор на гасификацијата во основното училиште Димитар Миладинов. И во оваа фаза се почнува со приклучување на системот за пренос на природен газ, односно со поставување на мерно регулациона станица и врзување со главниот вод. Замената на парното грејење со природен газ во основното училиште Димитар Миладинов се очекува да заврши во рок од 3 месеци, информираат од Центар, додавајќи дека заштедата на годишно ниво се очекува да биде околу 50.000 евра. Следни на списокот за гасификација се училиштата Гоце Делчев и Кочо Рацин и градинката 13 ноември. Портпаролот на општина Бузел, Снежана Клинчарова, потврдува дека во општината неколку стопански субјекти, меѓу кои Порше и Фурна Диме, самостојно се приклучени на гасификацијата, а во наредните 4 години градоначалникот Петр Латиновски ќе овозможи приклучок на гасификацијата и на училиштата, со што ќе го оствари предизборното ветување. Општина Ѓорче Петрово во соработка со јавните предпријатија од град Скопје од 24 до 26 јуни ќе организира голема акција за чистење и средување на депонии. Обележување и миење на улици, ќе се подкаструваат дрвја и ќе се уредуваат сите јавни површини во руралните и урбани населби. Од општината апелираат до граѓаните и тие да се вклучат во акцијата во средување и расчистување на дворните места и просторот пред нивните домови. Шутот ќе биде собиран во големи контейнери кои ќе бидат поставени на неколку локации на целата територија на општината. Воедно ќе се средува и крајбрежјето на реките Вардар и Лепенец. Во општината континуирано се одржува зелената површина. За таа намена набавена е потребна опрема мини трактор, косалка, тримери и стандардни коселки. Набрзо општината ќе набави и дополнителна опрема со што ќе се подобрат условите за редовно и навремено одржување на зелената површина. Влада Вукојчиќ е избран за нов тренер на нашиот шампион МЗТ Скопје Аеродром. Ова е само најава за спортските вести кои ќе ги погледнете веднаш по рекламите.